Писмо од Кочани до владата, наредните 3 месеци државата на работниците да им плаќа плата и придонеси. Ова е едно од повеќето барања кои се нотирани во писмо што кочанските дуќанџии го испратија до владата. Освен ова, трговците бараат и други времени олеснувања како би можеле да ги преживеат последиците од пандемијата. Да се замрзнат ратите од кредитите и плаќањето на тековните сметки, како електрична енергија, вода и слично. Државата да субвенционира неповратни средства во зависност од бројката на вработени од 3.000 до 10.000 евра. Мораториум за првото тромесечје од 2020 на аконтација за ДДВ. Стои во писмото до владата. Освен за владата, кочанските стопанственици имаа конкретни предлози за сопствениците на деловни објекти. Се обраќаме и до сопствениците на деловните објекти да покажат малку човечност и во овој период да ја замрзнат наемнината се до моментот на почеток со работа или до превземање на некои владени мерки со кои и тие би биле обештетени. Се вели во писмото. Во Кочани има најмалку 200 маалски и помали дуќани кои први го осетија ударот на кризата и на кои им се заканува затворање, а на околу 300 до 400 работници отказ. Според Организацијата на работодавачи има неколку начини како во вакви услови работниците да се задржат, но и според нив клучна е улогата на државата. Овде се работи за криза или за виша сила. Така да ако државата и кризниот штаб се определа дека треба сите производствени погони да престанат со работа, тогаш може да дојде во предните член 112 став 7, а тоа е виша сила и во такви случаи работникот има право на 50% од платата што е земал кога бил на работа. Писмото до владата први од регионот го упатија кочанци, но зад неговата содржина застанаа сите кои се соочуваат со истиот проблем. Како владата ќе одговори и што ќе им понуди, засега е неизвестно.